И сега е вистинско време после вестите во 8:30 да ја поздравиме нашата драга Ирена Спировска, која што има прекрасна соговорничка ова утро. Станува збор за Мијата, позната како една од нашите поп диви, но и контролор на летање, еден од првите генерации во поновата историја за Скопје Аеро Саемот 2025. Добро утро, Иренче, и поздрав до тебе, особено до Мијата. Добро утро, Сузе, до тебе, до сите гледачи на нашата утринска програма. Добро утро секое утро. Ние утринава се јавуваме во живо од концепт Кафе Шума во Порта Влај и ти веќе одлично ја најави и темата, а ја најави и Мијата, лик добро познат на нашата публика, пред се преку песната, но и преку незината матична професија контролор на летање. На 25-ти овој месец, со почеток во 11 часот во Градскиот парк, се одржува петото издание на воздухопловниот едукативен саем, за кој што во следниве минути ќе дознаеме многу детали и информации, кои што верувам ќе ги привлечат посетителите да дојдат, да видат што се ќе се случува и особено да ги привлечат младите кои што може да се определа токму воздухопловството да биде нивна идна професија. Добро утро. Добро утро, Ирина. Добро утро до гледачите на Алфа телевизија. Благодарам за одвоениот простор да го најавам евентот. Пред се честитки за ова пето јубилејно издание, затоа што приказната започна со голем ентузијазам, но со скромни почетоци, а успеавте 5 години поред полека таа приказна да се шири, да добива нова димензија и да привлекува се повеќе внимание и посетители. Може ли да се вратиме на почетокот на првичната идеја и првиот саем кој што беше организиран пред 5 години? Секако, целиот концепт на Сдруженијето Авикон, кој што стои како организацијска единка позади овој настан, е за време на COVID, заедно со заеднички сили, пилоти, контролори, авиинженери, воздухопловни метеоролози се собравме и го создадовме Сдруженијето Авикон, со единствена цел да ги промовираме воздухопловните науки и професии кај младите, затоа што ни се причини дека се помал е интересот на младите генерации за овие професии, од кои причини нели се тоа, дали е затоа што избегнуваат одговорности, затоа што им се чини апстрактно, затоа што не познаваат некој да ги воведе, затоа што институционално и општествено веќе не се бавиме ние со тие науки од многу рани години на младите. Значи, сето тоа сумирано дојде во едно сознание наше дека ние за 20 години ќе одиме сте во пензија и ако немаме кому да го предадеме и микрофонот контролорски, и алатите инженерски, и џојстикот пилотски и така натака, дека тнка ќе ни биде работата, а сакавме да направиме еден настан кој што ќе им ги донесеме опциите поблиску до тие кои што сакаат нешто да се бават понатака, дури и тие што не се свесни дека сакаат да се бават, затоа што во Македонија не постои формално образование за многу од воздухопловните професии и сакавме да им го олесниме патот и така се создаде Скопје Ер Фер, односно саем, воздухопловно едукативен саем, кој што е по оној принцип на американски саеми што ги нарекуваат job fairs. Например, професионалци воздухопловци носат name tag, здраво, јас сум Наташа, те молам, прашаме прашање се што сакаш. Значи, тоа е една шанса ентузијасти воздухопловни, луѓе кои што не успеале да станат дел од воздухопловниот персонал професионален, а имале желба, млади исто, кои што нели понатака ќе бидат наши колеги, директно, first hand, што би рекли, да ги прашаат професионалците кои што го живеат воздухопловството секојдневно, за начините како да се образуваат, како е најдобро нели за нив, секакви опции, и мислам дека е една, како што рече сама пето издание, мислам дека е една манифестација која што веќе менува животи од тоа што досега го гледаме и го приметуваме како се движи. Епа, еве оваа година, точно на 25-ти, ќе има можност многумина
повторно да се запознаат со тој свет на воздухопловството и можеби за секогаш да си го сменат својот живот. Што ќе го одбележи ова 5-то јубилејно издание, како што разбрав, ќе се одржува на малку поинаква, сепак блиска и препознатлива локација во градскиот парк. Значи, каде ќе биде точно и што се ќе се случи? Ние до сега традиционално бевме на локација школка. Оваа година од логистички причини, затоа што полициски хеликоптер сака да слета, Бел 412, а поради крошните на дрвјата во паркот, единствено локацијата, така наречена Вембли, што е кај езерцето, позади фонтаната, а пред стадионот, најчесто филхармонија или некои други културни настани се случуваат, меѓутоа и нас воздухопловците ни легна таа локација и малце по-широка и ние да се расшириме, затоа што некако од година во година овој настан расте, регионални институции имаат се поголем интерес да дојдат, па така покрај сите македонски воздухопловни ентитети како Агенција за цивилно воздухопловство, МНАВ, сите здруженија на контролори, техничари, воздухопловни метеоролози, понатака ТАФ доаѓа со својот човечки ресурси, департмент, сите аероклубови се поканети, Дронбас Академија, која што е прв сертифициран центар, Адвербум за англиски јазик за воздухопловен, значи сите народна техника, сите моделари, макетари, да не заборавам некој, значи сите воздухопловни ентитети наши македонски, меѓутоа имаме гости од Италија, Сиберифлај, која што е хеликоптерска школа, од Србија имаме дури тројца учесници и тоа Воздухопловна академија Белград, потоа Јад техника испраќа свој представник и Aviation Experts кои што нудат опции, значи за авиоинженери, авиомеханичари како да се школуваат. Понатака нашиот веќе не е за прв пат, дури трет пат учесник, директно од Унгарија, Визер, пилотска кадетска програма за рекрутмент доаѓа и дури на својот официјален сајт ставила за сите млади заинтересирани од Македонија да дојдат токму на овој Скопје Ерфер на Авикон како место, локација каде што они ќе бидат нели во достапност и за разговор и за понатамошни контакти, така да ние што сакавме? Сакаме да ги поставиме стандардите, односно да им ги прикажеме сите опции, значи и воена академија, и полиција, и ДЗС, значи сите тие кои што се дирекција за спасување, кои што се, например, многу круцијални сегменти на македонското воздухопловство, како опции на младите, утре други ден, што би рекли, да може би токму тоа ќе биде нивна воздухопловна професија, бидејќи воздухопловните професии не се секогаш нели само пилот, кој ќе рече некој пилот или контролор на летање. Јас, знаеш, и самата сум многу голем амбасадор на мојата професија, која што многу мина и ми абстрактна, не ни знаеле што е тоа. Меѓутоа имаме и passenger handling, нели, или кабински екипаж, или сегменти во аеродромската конфигурација, професии за кои што луѓето воопшто не се ни свесни. Можеш да станеш доктор, да специализираш, да си aeronautical medical examiner, значи тој што ќе биде во комисија за одлучување на здравјето на воздухопловниот персонал. Значи многу сегменти кои што ние сакаме да им ги приближиме, што би рекли, на тацна на помладите, затоа што не може сите да сме економисти, правници и програмери, нели? Секако дека постојат млади кои што ќе бидат и идни воздухопловци. Многу се интересни реакциите на младите кога ќе дојдат на лице место и кога ќе се соочат со сето тоа што ги обкружува. Кои се најчестите прашања, што им е највпечатливо? Па најчести прашања, например, има две категории. Една категорија е деца кои што им гори секоја клетка од нивното битие, сакаат воздухопловство, секојдневно се на симулатори, значи многу им е битно и онака пукаат од спремност за милиони прашања. Имаат после деца кои што не ни знаат зошто дошле, залутале, меѓутоа се многу заинтересирани, заинтригирани после понатака. И баш имаше и колеги од Германија, наши контролори на летање, кои што кажува, вика, ќе тргне во обука, почнува да работи, вика,
И се што ја не сум слободен секој викенд со другарите да излегувам. Значи, форматот на работното време мислам дека им е најзбунувачки, затоа што воздухопловниот персонал најчесто семејствата на тие личности се подесува според работното време на токму тој што е во воздухопловство. И мислам дека тука е прво најголемата збунка, демек сега не е од понеделник до петок, јас не работам, сабота, недела слободен, особено ако тие млади потекнуваат од семејства каде што родителите имаат стандардно работно време. Што е најприсудно за некој да почне да се занимава или да се определи и да биде добар во некоја од тие гранки кои што ги опфаќа сите овие воздухопловни професии? Дали е присудна и најважна љубовта и желбата или сепак треба некои одредени предиспозиции да се поседува? Има неколку категории, значи има луѓе кои што горат од желба, не поседуваат вештини, има втора категорија кои што немале појма дека ќе се бават со воздухопловство, а природно поседуваат вештини, и има трета категорија кај што тоа е спојка. Има и вештини, има и љубов. Велат обично треба да се занимаваш со тоа што ти е со леснотија, а хобито да ти биде тоа што ти е вистинска љубов, за да бидеш најпродуктивен во општеството. Најидеално е кога ќе се спои љубовта и вештината. Како во твојот случај, например? Јас и на други страни компензирам целосно, за да сум среќна, меѓутоа, јас сум во втората категорија, значи немав појма дека ќе се бавам со воздухопловство, дури тргнав во Америка докторка да бидам, сосем други патишта имав замислено за себе си, меѓутоа, токму па таа приказна ја користам честопати во комуникација со младите, затоа што и јас кога бев на факултет, ми кажа професорот по психолошка биологија дека 80% од вас тука во оваа соба нема да се бавите со тоа што мислите дека ќе се бавите. Значи статистички. И јас сум шок, викам, што збори, викам јас овој, како може да не се бавам, а ја тргнав да бидам може и во првите баш случаи токму тоа да е така. Јас единствено што, нели, како веќе во 2001 година сум била регрутирана за контролор на летање, значи веќе како 24 години во воздухопловството, само ќе ги замолам младите да го чуваат умот отворен, што викаат keeps your options open, затоа што не знаеме која е професијата која што на некој ќе му легне и како и ќе биде прекрасен, совршен и најпродуктивен во нашето општество. На вистина ова е огромна шанса за сите кои што посакувале или кои што можеби не ни сонувале дека тој свет ќе им биде посебно интересен и инспиративен, и се надевам и верувам дека на вистина ќе има многу посетители во сабота, дека многу млади луѓе ќе дојдат да видат што се случува, да добијат информации и можеби потоа и на вистина да се охрабрат да зачекорат во тој свет. Очигледно дека ова пето издание на воздухопловниот едукативен саем е од најголем обем досега, а Авикон како здружение вложува исклучителни напори да го издигне секоја година саемот на уште повисоко ниво од претходно. Како успевате? Па со чист ентузијазам, затоа што ние, основачите на Авикон, 5 души, никогаш не тргнавме со мисла што ќе има тука за нас. Значи тоа што е, знам, најчудно за сите во Македонија, меѓутоа како општествена одговорност и нешто што и должиме на авиацијата, која што нас не прави среќни секојдневно. Нашиот саем веќе менува судбини, имаме веќе примери на млади кои што се запознале дали со пилотирање, дали со контролирање, дали со инженерство, дали со воздухопловна метеорологија или било кој друг професионален профил воздухопловен, и кои што веќе во изминативе 5 години станале дел од воздухопловството, зашто сум исклучително горда. Значи, ако некој ме праша, демек, кои се резултатите на Авикон, токму тоа. Тие човечки приказни, тие детски лица кои што тргнале со неизвестност, дали ова можно, толку е абстрактно, јас не познавам никој и така натака, до да му дадеш некому ветер во грб и да го подржиш да стане неговиот сон јавен.
секоја чест за малиот, но неуморен и вреден и ентузијастички тим на Авикон. Правите на вистина огромна работа. Мијата тука ќе го заокружиме разговорот, секако со должна благодарност што одвои време рано наутро да ги информираме нашите гледачи за предстојниот саем и ќе посакам успешна реализација на саемот и да зборуваме некогаш и за 10 години јубилеј, 15, 20, да стане настан по кој што на вистина ќе биде и препознатлива нашава држава и во меѓународни рамки. Ти благодарам од срце и се гледаме на Афер. Јас и Мијата остануваме во пријатниот амбиент на концепт кафе Шума, да го испиеме утринскиот чај и утринското кафе, а вие не заборавајте 25 ноември со почеток во 11 часот да прошетате до градскиот парк и да видите што се ќе понуди ова пето издание на Скопје Air Fair. Од нас толку, ви посакуваме убав остаток од денот. Останете ви и понатаму со нашата утринска програма на фреквенцијата на